Добро вечер во емисијата 360 степени на Алсат. Еве ги содржините за вечерва. Ако земјава не добие одлука за почеток на преговори на Европскиот совет во јуни, тогаш како кон ова прашање ќе се постави веќе се поизвестно новиот грчки премиер Мицотакис? I think the leader of the opposition has not said that they will try to block the start of the accession negotiations of North Macedonia. Θα εξετάσουμε την κατάσταση όπως θα έχει διαμορφωθεί τότε, κυρία Κουρστάλη. Има повеќе хипотези зошто се случил колапсот, но нема официјален извештај што би ставил крај на дискусиите. I suppose there was a terrorist attack. Векот на траење на патните мостови е 100 години. Не можам да речем дека немаме контрола врз состојбата, можеби треба да се реагира малку по-брзо. Веќе, është vetëm një fotografi prej nesh që do të thotë gjithçka për ne. Вообичаеното ниво на селекција на отпадната пластика во европските земји е преку 50%, додека кај нас се сведува само на неколку проценти. Има доста такви, значи, што сака да го добијат сертификатот и да заминат до тука за да работат во странство. Се заминал на средолука за странство. Се заминал странство. Во Германија и таа? Да. Негуватели им заминуваат, иако на голем дел од нив обуката им ја плаќа државата. Останете со нас, се враќаме за кратко. Гледате 360 степени. Иселувањето од земјава во потрага по подобра заработувачка и повисок животен стандард вечерва го отвораме преку примерот на негувателите на стари и изнемоштени лица. Ова е една од најдефицитарните и најбарани професии во Западна Европа, во која населението забрзано старее. Но и во овој, како и во примерите со многу други професии, како докторите, медицинските сестри, инженерите, програмерите, повторно се наметнува дилемата. Дали попусто се вложуваат јавни пари за образование и обука на лица кои подоцна на никаков начин не придонесуваат во нашето општество? И има ли механизам тоа да се уреди? Зоран Јовановски. Фарие Асан со семејството живее во скопската населба Шуто Оризари. До пред 3 години живееле во странство. Едната ќеркичка е родена во Италија, а другата во Германија. По враќањето, Фарие завршила обука и добила сертификат за негувател на стари лица и од тогаш е во таа професија. Има доста такви, значи, што сака да го добијат сертификатот и да заминат до тука за да работат во странство, ама еве, одлуката беше на мажмин, ние да останеме тука. Се вративме и почнав тука да работам. Сепак и тука е добро. Наутро заедно со сопругот има време да им се посвети на децата пред да и започнат работните обврски. Кај некој корисник имаш само да пазаруваш, да му однесеш, кај некој имаш да зачистиш по дома, да им одржуваш, да им готвиш, доручек да им спремаш, одење во амбуланта, пишување на рецепти, земање упати, тоа. Фарија има вкупно 8 стари лица за кои се грижи. Ги посетува 3 пати неделно по 2 часа. Пред неа е ден во кој треба да посети 4 од корисниците. Сите живеат во различни делови на Скопје. Ова е скопско маџирмаало, во кое живее 71 годишната Маријана Лазева. Маријана, здраво! Таа неодамна ја оперирала раката, па помошта и е добре дојдена, но признава дека најмногу и треба пријателство. Ми почина снајка за син. И ми ја потполни точно таа празнина со навистина голема љубов, што јас знам да дарувам љубов, али бе во една голема депресија и многу им благодарам што навистина јас малку живнав, што вика мојата докторка да те вратам во позитивната Маријана и сега сум добра. Како се децава? Лазева и самата има внука која работи во Брисел и смета дека младите треба да си градат кариера таму каде што им е најдобро. Но сепак е среќна што негувателката Фарие решила да остане. Младите како Фарија, јас мислам дека ни требаат. И многу како Фарија.
Маријана Лазева воопшто не би ја запознала Фарие ако таа не завршила обука за негувателка на стари лица во земјава. Таков 4-месечен курс спроведува Сдруженијето Хуманост, кои си го плаќаат или самите кандидати или донатори, меѓу кои и државата. Но во Хуманост имаат ваков проблем. Си заминал на средовука за странство. Си заминал странство. Ние, девојка, која што исто така работеше, тоа се слика од терен, меѓутоа зашо? Во Германија и таа? Да. Сепак дел од нив се враќаат, дел од нив остануваат, меѓутоа и таму не е лесно. Негуватели им заминуваат, иако на голем дел од нив обуката им ја плаќа државата, за полесно да си најдат работа. Сметам дека треба да се најде модул кој што државата, иако инвестира во нив, исто така тие да вратат со тоа што ќе бидат обврзани по завршување на едукацијата, доколку им се понуди работа, да истите да не ја одбија. Една обука од 4-месечна е 30.000 денари. Во крајен случај, доколку вие едноставно не сакате да работите иако ви е понудено работно место, треба да ги вратите парите од таму кој што сте ги добиле. Во Агенцијата за вработување велат дека преку обуките создаваат кадри за потребите на домашното стопанство. По добивањето на сертификатот, во земјава се вработуваат до 50% од обучените, што го сметаат за висок процент. Сепак, иако голем дел од останатата половина заминуваат во странство, државата нема механизам со кој би ги обврзала да останат и покрај тоа што ги финансира обуките. Секое невработено лице има подеднаков пристап во спроведување на обуки со цел истите да бидат полесно вработливи на пазарот на труд. Ние не можеме на невработените лица да им го скратиме правото да учествуваат во обуки, во активни мерки и политики за вработување и да бидат учесници на пазарот на труд. Во суштина тоа е наша примарна цел. Без разлика дали се спремаат за домашниот или за странскиот пазар на труд. Граѓаните, врз основа на нашите повици и посредувања што ги правиме, учествуваат во активните мерки. Ние ги подготвуваме тие да бидат лесно вработливи и конкурентни на пазарот на труд во Република Северна Македонија. Еден од најголемите корисници на услугите на Хуманост е општината Центар. Со нивниот проект за грижа на постари лица, во моментов помош добиваат околу 100 жители на општината, чии блиски најчесто се иселиле. Уште поголем проблем е што веќе голем дел се на некој начин отидени во странство и веќе имаат направена одредена база и сега многу полесно ги повлекуваат сите останати. Така да тоа е голем проблем, бидејќи навистина и во овој проект и во многу останати ние ќе обучиме луѓе да после година-две мора да заминат. Повторно пожар во Хуманост. Така во Сдруженијето ја нарекуваат ситуацијата кога ќе им замине некој од негувателите, па мораат да прават комбинации за да ги покријат сите корисници. Од 60 лица вклучени во обуките, останале со 10 негуватели. Емилија Робановска смета дека хонорарот што го нудат е во рамките на домашниот стандард, а самата работа дека не е тешка. Кај нас работат со оптимално со 6 корисници во тек на неделата. Тоа значи 3 корисници во тек на ден. Тие тројца ги поминуваат понеделник, среда и петок по 2 часа, значи ефективни работни часа со негувател со корисник им се 6 часа. Тие земаат 15.000. Оваа подпросечна плата за повеќето млади во земјава не е доволна. Таков е примерот на 33 годишната Јованка Антовска, која потекнува од тетовско жилче, а речиси 6 години работи во дом за стари лица во Франкфурт, Германија. Вели дека таму има голем недостиг од негуватели и медицински персонал, што се пополнува со кадри најчесто од балканските земји, а заработувачката достигнува и до 2000 евра месечно. Се работи 7 часа на ден, условите се многу добри, старечкиот дом изгледа како хотел. Дали размислуваш за враќање во Македонија? Не. Зошто? Затоа што тука е мојот дом сега, се осеќам исполнето, тука се заработува навистина подобро од Македонија. И подобро се цени. За разлика од Јованка, негувателката Фарие Асан смета дека приходите во земјава и се задоволителни. Таа заврши со дневните обврски кај нејзината тетка Маријана во Маџирмаало. Дали размислувате во иднина повторно да заминете во странство да живеете и да работите? Може би. Не се знае никогаш. Зошто би заминали, например? Зашто би заминала? Валјда би заминала од
Тоа што од финансиски причини. Сега за сега финансиските средства ми се доволни тука, а за понатака не знам. Како ќе биде, не знам. Македонија демографски старее, што значи дека ќе има се повеќе работа за негуватели на стари лица и кај нас. Но ќе има ли кој да ја работи? Ајде, чао, 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 чао. Оваа пластична чинија, овие лажица и вилушка, овие сламки и ова шише се производи од така наречена пет амбалажа или амбалажа за еднократна употреба. И бидејќи кај нас таа речиси по правило не се користи само еднаш, добро е да се знае дека веќе втората употреба е штетна за здравјето. Кај нас 40 до 50% од оваа пет амбалажа оди на рециклирање, додека на пример во Хрватска процентот е 80%. Успехот му се припишува на фактот што таму и пластичните шишиња се собираат по принципот на кауција. Пет амбалажата, означена со триаголник со бројот 1, обично на дното на производот, по рециклирањето веќе не треба да се доведува во допир со храната. И покрај високата свест за рециклирање, земјите членки на Европската Унија до 2021 ќе забранат оваа пластика. Пластичните чаши, кои често ги користиме, ја имаат бројката 5 во триаголникот, што значи добра пластика, но сепак не толку добра за да се користи до недоглед. Најлошата пластика е онаа со која се направени некои бебешки шишенца, како и ова шише наменето за освежување при спортување. На дното во триаголникот ја има бројката 7. Свеста за рециклирање на пластиката мора да се подигне на максимално ниво, предупредуваат екологистите. Пластиката се распаѓа стотици години и загадува, а рециклирањето го штити нашиот единствен заеднички дом, планетата Земја. Од неа може и да се заработи. Ова се пораките од овогодишниот глобален предизвик 2 недели без пластика. Хекура на кифи. Njeriu e shpiku atë dhe tani ajo mund të shkatroj. Plastika. I projektuar si lir, i lehtë dhe funksional, që nga gjysma e dytë e shekullit të kaluar, ajo është bërë pjesë e pashmangshme industrisë të ndërtimit, automobilave, farmaceutikës dhe ushqimit. Por pasi njeriu e shpiku plastikën për një përdorim nga një shërbim i mirë, ai mori një vrasës ekologjik. Sipas disa vlerësimeve, 8 tonë e gjysmë miliard plastik janë prodhuar nga shpikja e saj deri më sot, madje edhe 1/3 në 3 dekadat e fundit. Prej më pak se 2 muaj më parë, Parlamenti Evropian miratoi një ligj që ndalonte përdorimin e artikujve të plastikës për një përdorim. Pjata e gota, enë për ushqim, balona, shkopinj për pastrimin e veshëve. Shtetet anëtare të Bashkimit Evropian deri në vitin 2021 do duhet të ndalojnë plotësisht plastikën për një përdorim. Italia e bëri hapin e parë duke ndaluar shkopinjt për pastrimin e veshëve si ndotësin më të rrezikshëm. Në Francë, në fillim të vitit të ardhshëm, do të thotë fundi i epokës së plastikës për një përdorim. Ndalesa përfshin edhe qeset plastike, përdorimi të cilave më i ndëshkuar është në Keni, me para të mëdha, madje edhe me burgim. Prandaj, nuk është për të habitur që ky vend është bërë një nga 5 vendet më të gjelbërta në botë, së bashku me Norvegjin, Portugalin, Zelandën e Re dhe Uruguain. Për neglizhencë njerëzore është regjistrimi i fundit i pikës më të thellë në planet, Marian në oqeanin paqësor. Në thellësi mbi 10.000 metra, studiuesi kishte një takim me qese plastike. Dhe kjo është vetëm një fotografi prej nesh që do të thotë gjithçka për ne. Kjo është një foto tjetër prej nesh. Plastika, qeset, fasuletet e lagura dhe shkopinjt për pastrimin e veshëve e kanë bllokuar kolektorin në liçenin e Ohrit. Të njëjta mbeturina bëjnë problem në sistemin e kanalizimit të Shkupit, duke shkaktuar pengim dhe dëmtim të pompave. Për lumin më të gjatë në Maqedoni, le të mos flasim. Kur vjen vardari, me të vjen edhe ky imazh i turpshëm për ne. Dhe që ne, kur nuk kemi përdorur plastik për një përdorim vetëm një herë, ajo u bë edhe helmi jon.
Derisa reciklimi në botë është një biznes i madh dhe shpëtim nga ndoqja, tek ne rrallë kush e din se çfarë është plastika dhe sa e sigurt është. PET është markë për plastik nga e cila bën shishet e pijeve. Në trekëndshin zakonisht ka numrin 1, që do të thotë plastik për një përdorim. Çdo përdorim i mëtejshëm i të njëjtit paketim kërcënon shëndetin ton. HDPE ose LDP ose PP janë etiketa për plastik të sigurt. Në trekëndshin ato kanë numra 2, 4 dhe 5. Paketimi që duhet të shmanget tërësisht është ajo që ka shenjën PVC, PS dhe PC, ose në trekëndshat numra 3, 6 dhe 7. Megjithatë, përkundër këtyre të dhënave, PVC përdoret për prodhimin e shisheve, PS përdoret për gotat plastike për kafe ose për ushqim të shpejt. Për më të keqe, vlerësohet plastika që shënohet me PC ose me numrin 7, e cila përdoret në ambalazhet për foshnje, shishe për atlet dhe em për përgatitjen e ushqimit. Profesorja Jadranka Blazhevska-Gilev është autore e ulumtimeve të shumta shkencore në lidhje me dëmin e plastikës për shëndetin e njeriut. Në laboratorin e Fakultetit të Teknologjisë dhe Metallurgjisë, në instrumentet e dhuruara nga NATO, çdo ditë shfrytëzohen cilësitë e plastikës së recikluar. На почеток, кога полимерниот материјал се носи во фабриките за рециклирање, како што веќе споменав, најпрвин се мие за да се отстранат сите нечистоти врз тој полимерен материјал, потоа се сече на ситни парчиња и се добиваат тие полимерни снегулки. Во постапката на рециклирање, тој потоа се внесува во екструдер, од кој што излегува полимерниот чипс. Овој полимерен чипс, кој што е рециклат, потоа се користи како материјал во друга индустрија. Од него се произведуваат цевки, канализациони, одводни цевки, значи се што не е во допир со храна. Може да се изработуваат и полимерни кутии, некакви пластични кутии, некакви канти за ѓубре, меѓутоа оној пластичен отпад кој што е многу ситен и мешан и не може да се рециклира, тој се подвргнува освен на постапка на инсенерација при кој што се искористува енергијата, може да се користи и како полнила во патиштата, како тампони пред постапката на асфалтирање. Секако за да се намали отпадот во животната средина. Në procesin e reciklимit i paraprin mbledhja dhe selektimi i mbeturinave. Për fat të keq, anvistrit tek ne zakonisht vendosin të gjitha mbeturinat në të njëjtën qese, e cila përfundon në një kontenjer. Kështu që selektimi mbetet tek mbledhësit individual dhe kompanitë publike për higjenë. Ние во овој период можеме само да констатираме дека е навистина зголемен бројот на количеството на овие суровини кои што ги споменав во рамките на 2019, а во споредба со 2018 дури за 50% не е зголемено количеството. По неговата секундарна селекција, тие завршуваат овде на нашите специјални преси за балирање. Значи ние балираме хартија, балираме пет амбалажа, односно пластика, лименки и преработуваме стакло. Ги доведуваме до таа состојба во која што потоа можат тие да им се придадат на операторите кои што ги рециклираат и ги подготвуваат за понатамошна реупотреба. Deri në 2005 në Maqedoni askush nuk blente plastik. Ndoshta askush nuk e kishte idenë se ajo mund të bëjë një biznes i vlefshëm që punsonte. Në vitin 2006, USAID prezantoi konceptin për selektim dhe reciklim. Në projekt u përfshin kompanitë e shërbimeve publike, ishin vendosur kontenjer të kaltër, ndërsa mbledhësit e rrugës, pas trajnimit për përzgjedhjen e duhur, morën tricikla të gjelbërta për mbledhjen e plastikës të përdorshme. Maqedonia ka ligj për reciklimin e mbeturinave të paketimit nga viti 2011. Disa kompani kanë licenca për këtë aktivitet, por udhëheqësi janë Pakomak si ndërmjetës dhe Greentech MK si një kompani reciklimi. Por nga Pakomak thonë se një përqindje shumë e vogël e plastikës reciklohet në Maqedoni. Për pjesën më të madhe, si e baluar eksportohet në Rumuni, Serbi, Bullgari, Turqi, madje edhe në Gjermani. Informacionin e konfirmuan edhe nga Greentech, që thonë se pas marrjes së plastikës nga mbledhësit e prejnë dhe e bluajnë në copa të vogla, të cilat më pas si pet materiale të papërpunuar dërgojnë në fabrikën e tyre në Rumuni, ndërsa granulatet plasohen në tregun e brendshëm dhe rajonal. Pakomak ka vendosur mbi 3000 kontenjer për letra, qeq, por edhe për grumbullimin e ambalazheve të plastikës, duke mos dashur që këtë shishe të hedhim në kontenjer të thjesht,
nga qendra e Shkupit, ne u nisëm në kërkim të kontinjereve të Pakomak. $400 metra nga qendra e Shkupit ne gjetëm edhe kontinjerin e parë për grumbullimin në ambalazhës së plastikës. Mund vetëm se të konstatojmë se rrallë kush nga ne ka durimin apo vetdijen që të ecë aq rrugë me shishe në dorë. Por cila është rruga kur përzgjedhja bëhet në shtëpi? Për shembull, në Britaninë e Madhe, anvistrit selektimin e mbeturinave bëjnë në shtatjese biodegraduese me ngjyra të ndryshme, të veçanta për secilin lloj të mbeturinave. Kjo jo vetëm që përshpejton procesin e selektimit, por edhe kalon zakonin tek gjeneratat e ardhshme. Сегашното ниво на селекција на отпадната пластика во Македонија, значи е на незадоволително ниво. Вообичаеното ниво на селекција на отпадната пластика во европските земји е преку 50%, додека кај нас се сведува само на неколку проценти. Тоа мора да се менува доколку сакаме да имаме развиена селекција на отпадот во склад со европските норми и почистата животна средина. Me 22 maj, bota filloi me aksionin 2 javë pa plastik. Thirrja u bë për të gjithë banorët e planetit. 2 javë të jetojnë pa plastik për një përdorim. Aksioni planetar është në prag të ditës botërore të oqeaneve, te qershori. Nga mbetja totale në to, madje 80% është plastik e prodhuar dhe hedhur nga ne. Tatimin për momentin, me sa duket e paguajnë vetëm flora dhe fauna. Следна наша тема се изборите за Европскиот парламент и нивното влијание врз амбицијата на земјава наскоро да ги почне преговорите за членство во Европската унија. Дали поразот на Макрон во Франција дополнително ја комплицира ситуацијата за земјава? Како кон Северна Македонија ќе се постави Мицотакис, кој се чини наскоро ќе стане нов грчки премиер? Ова се дел од прашањата чии одговори ги бараме во следните неколку минути. Прво одиме до Германија, каде е колегата Владимир Мирчевски. Владимир, како може да се сумира исходот од изборите за Европскиот парламент во 28-те земји членки на Унијата? Васко, овие избори за Европскиот парламент донесоа два интересни резултата. Првиот е дека евроскептичните партии, крајно десните партии, поединечно во некои земји, особено во Велика Британија и во Франција, направија голем напредок. Меѓутоа, од друга страна, на глобално ниво ги немаат бројките на кои што се надеваат или па кои што ги очекуваат дека ќе ги отвоат. Од друга страна, проевропските партии освоја повеќе од 80% од местата во Европскиот парламент, меѓутоа од друга страна се доста фрагментирани и поделени на повеќе опции. Во однос на Македонија има два аспекта кои што се многу битни. Прво е како поразот на партијата на францускиот претседател Емануел Макрон од Националниот фронт, од крајната десница на Мари Ле Пен во Франција ќе се одрази врз евроатлантската интеграција на Македонија и желбите во јуни да добие датум за старт на преговори. А од друга страна, тука исто така и поразот на левичарската Сириза во Грција и најавата дека Грција ќе оди на предвремени парламентарни избори, што значи дека веќе на почетокот на јули е многу можно Грција да има нова влада, која што нема толку многу благонаклонно да гледа или позитивно да гледа на преспанскиот договор кој што е подпишан пред речиси една година. Од друга страна, овде во Германија исто така резултатите се многу интересни, како прво покажа пад и на владеачката CDU-CSU, Унија на Ангела Меркел и на низиниот коалицијски партнер, тоа се социјалдемократите, социјалдемократската партија, и можноста, поради слабиот резултат, социјалдемократите да ја напуштат владеачката коалиција со Меркел, што би значило пад на незината влада и можеби до крајот на годината нови предвремени избори во Германија, кој што знаеме дека е моторот, дека е главната земја членка на Унијата. Европската народна партија, ова традиционалната десница ИПП, социјалистите и социјалдемократите немаат веќе самите две групации сами мнозинство во Европскиот парламент, така што ќе им треба коалиција најмалку со либералите, кои што се трета сила поред во Европскиот парламент, ако не и со зелените, кои што се четврти. Да, најверојатно во еден триаголник на европските народни партии ИПП, социјалистите и социјалдемократите и сега веќе либералите, кои што освоја преку 100, чинам 107 места во Европскиот парламент, ќе треба да се бара изгледот
на идната Европска комисија. Ако доскоро се сметаше дека Манфред Вебер, кандидатот на десните партии од Германија, речиси известен председател на Европската комисија, сега таа опција по овие вчерашни резултати не изгледа толку изведна. Исто така од друга страна холандјанецот Франц Тимерман, кој што се смета за кандидат на левичарските партии, не е многу изгледен кандидат или многу изгледен потенцијален добитник на позицијата прв шеф на Европската комисија. И затоа можеби како неочекуван трети играч се јавува кандидатката на либералите, актуелната еврокомесарка Маргарет Вестагер, која доаѓа од една помала партија во Данска, која што се смета дека би можела, бидејќи доаѓа од една центристичка партија, да ги обедини партиите и од левицата и од десницата, зборам за партии кои што се проевропски ориентирани. Меѓутоа тоа ќе биде појасно во следните денови во која насока ќе тргнат преговорите во Европската унија. Исто така во оваа анализа не треба да се заборави и улогата на зелените партии, кои што имаат можеби историски едно најдобрите успеси, имаат освоено околу 70 места од 751 место во Европскиот парламент. Благодарам. Пред да се поврземе со Атина, каде не чека професорот Јанис Армаколас од влијателниот think tank Елијамеп, да ги слушнеме мислењата на универзитетскиот професор Абдула Азизи, кој на Универзитетот на Југоисточна Европа предава предмети поврзани со Европската унија, и на Љупчо Петковски, кој е прв човек на Евротинк, организација која исто така има експертиза во европските теми. Еве што мислат тие за влијанието на европските избори врз европерспективата на земјава. Во Франција, нели, Макрон, партијата на председателот Макрон беше изедначена, дури изгуби од крајната десница, меѓутоа доколку се погледнат гласовите и на другите партии, гледаме дека повторно центарот, мејнстрим партиите таму однеле победа. Сега како тоа ќе се протолкува од страна на Макрон? Знаеме дека и одложувањето на датумот лани и најголемите резерви кон проширувањето, давањето, нели, датум за почеток за преговори за Македонија и Албанија доаѓаше токму од таа француска елита. Како ќе се одвиваат таму работите, не може да не знаеме. Меѓутоа мислам дека во најдобар интерес и нивен е да се подржи тој процес и да се отвори. И трета работа што ја научивме и што не беше толку очекувана, не се ни разговараше толку за неа, е потенцијалното, да кажеме, паѓање на германската влада, затоа што и во Германија резултатите се такви да притисокот е врз владеачките партии, социјалдемократите целосно потврдија на овие избори и веројатно ќе влезат во процес на преиспитување на нивната улога во коалицијската влада. Гласовите дека губат поради тоа што се во коалиција, нели, со центар десната партија на Меркел ќе станат се посилни и ја очекувам дека таму мощно е веројатно да се преиспита целата таа коалиција, да се оди можеби на избори порано од планираното. За како ќе се изваде одвојувањето од Албанија, ако тоа воопшто се оди на таква опција, е прашање на некаква политичка механика која што ќе договорат. Меѓутоа јас сум се уште оптимист дека, нели, датум ќе има годинава. Nuk mendoj që zgjedhjet e Parlamentit Evropian do të ndikojnë shumë në ndryshimin e politikave të Bashkimit Evropian vis-a-vis Ballkanit Perëndimor, për shkak se politikat e Bashkimit Evropian janë qartë të definuara në strategjinë për zgjerim drejt Ballkanit Perëndimor. Ndikimi mund të jetë minimal, megjithatë baza kryesore e politikave të Bashkimit Evropian për zgjerim drejt Ballkanit Perëndimor do të mbetet e njëjta. Dhe vendet anëtare, vendet kandidate të cilat pretendojnë për anëtarësi, apo presin veç mandatën për marrjen e negociatave si kur është Maqedonia, duhet vetë realizojnë detyrat të cilat i kanë të bëjnë në oborin e shpirës. Dhe më pas do të flasim edhe për politika tjera, të cilat mund të jenë edhe rajonale, por vlerësimi për reforma bëhet në bazë individuale. Веќе реков, на видео врска од Атина го имаме Јанис Армаколас, професор на Универзитетот Македонија со седиште во Солун и истражувач на познатата грчка think tank организација Елијамеп. Со него ќе разговараме за исходот од вчерашното гласање во Грција, во кое опозицијската Нова демократија оствари убедлива победа и на европските и на локалните избори, пошто премиерот Алексис Ципрас објави дека веднаш ќе оди на предвремени парламентарни избори. Професор Армаколас, добро вечер. Hello. Која е логиката на Ципрас да оди на вонредни избори за кои знае дека ќе ги загуби? Listen, it was a heavy defeat for the government. I think they were expecting that the margin would be smaller.
Even New Democracy, I think, was expecting that the victory would not have been so big. So given the 9.5 percentage points difference, it makes it very difficult for Tsipras and his government to stay in power for another 4 months. Of course, they have the parliamentary majority to do so, but the electoral mathematics, so to say, of Greece make it almost compulsory for him to go to elections now. The reason is because if they would wait for another 4 months until late September or early October to hold elections, they could have even worse result and bigger difference between Nea Demokratia and Syriza. So for them, it's important to go to elections now in order to keep the distance between the Nea Demokratia, which will be first party, and Syriza, which will be the second party, in the same more or less difference, the same gap. I think one of the things that many analysts say is that it was possibly a mistake that Tsipras and Syriza did not go to elections together with the European elections, in the sense that they could have had a better result in the elections if it was held together with the European elections. That is gone now. So for Syriza, the point is how to minimize the damage and make sure that it remains the second biggest party with a significant high percentage so that they can continue to challenge Nea Demokratia as opposition in the near future. И кога зборуваме за тешки одлуки во мандатот на Сириза, меѓу нив е и договорот од Преспа, колку тој договор е виновен за ваквиот резултат на владеачката партија на вчерашните избори? Listen, about this issue, I am among these people who tend to believe that the issue has been key in the public discourse, but it has not so much influence of the people's decision to vote. The studies that I have read about the issue before the elections showed that it was not so important for everybody. It was important for right-wing voters, and it was important for northern Greece, but not for everybody. Therefore, I think what happened with possibly, it remains to be seen, and I think we'll need to do more analysis to find out what exactly happened. But my impression is that this issue had the following effect. It strengthened and solidified the right-wing vote, so it gave even more arguments to those people who wanted to vote Nea Demokratia or wanted to vote against Syriza, and also strengthened Nea Demokratia in the north. This issue played a role in the north. But even in that case, for northern Greece, it was not uniform influence. For example, Central Macedonia and Eastern Macedonia, we saw that Nea Demokratia increased its difference from Syriza significantly. But Western Macedonia, we saw that the damage was not that big for Syriza. So it's an issue that played a role, but it was not the determining one for the defeat of Syriza. С оглед на тоа што изборите во Грција се очекуваат на крајот на јуни, главното прашање што се поставува овде во нашава земја е, ако земјава не добие одлука за почеток на преговори на Европскиот совет во јуни, тогаш како кон ова прашање ќе се постави веќе се поизвестно новиот грчки премиер Мицотакис? I think the leader of the opposition has not said that they will try to block the start of the accession negotiations of North Macedonia. He has said that he will use veto whenever necessary during the accession negotiations. So according to the official position of New Democracy, the start of the accession negotiations is not in danger, but it remains to be seen how relations will develop, will evolve during the accession negotiations. However, there are opposing views within Nea Demokratia. There are important segments and important figures within the party who would like to have a stronger, more rejectionist policy towards North Macedonia. And these are important figures within the party. And I would say there are even
to some extent, two different views within the party. The view which is more moderate and it's held by the leader and important figures, and another view which is even a bit more hardline, which is held by the former Prime Minister and other important figures in the party. It remains to be seen what will be the balance of power between these two options. But after this big victory in the European elections, which I expect to be replicated in the general elections, I think the new Prime Minister, the next Prime Minister, Mitsotakis, will have the upper hand, and for a while he will be in position to set his own terms on everybody within the party. And if he will want to follow a moderate policy on the issue of North Macedonia, I expect that for a while he will be in position to do that. But remains to be seen, of course, after the elections. Професор Марколас, благодарам за гостувањето во 360 степени. А како илустрација на ова што го зборуваше професорот Армаколас, предлагам да го видиме одговорот на Мицотакис, даден пред околу 2 недели на прашање на новинар во Грција за тоа дали планира да стави вето на одлуката за почеток на пристапни преговори со Северна Македонија, ако тој биде во позиција да решава како премиер. Κύριε Πρόεδρε, τον περασμένο Ιούνιο στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων η κυβέρνηση Τσίπρα υποστήριξε την έναρξη των ενταξιακών συνομιλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Βόρεια Μακεδονία. Τότε, τουλάχιστον 3 χώρες, η Γαλλία, η Ολλανδία και η Δανία, έθεσαν βέτο στη χορήγηση ημερομηνίας έναρξης των συνομιλιών, με αποτέλεσμα η σχετική απόφαση να μετατεθεί για το φετινό Ιούνιο. Εφόσον η Νέα Δημοκρατία γίνει κυβέρνηση και το θέμα επανέλθει, θα συνταχθείτε με αυτές τις χώρες και θα ασκήσετε βέτο ή όχι? Θα εξετάσουμε την κατάσταση όπως θα έχει διαμορφωθεί τότε, κυρία Κρουστάλη. Γνωρίζετε ότι δυστυχώς, αν ερμηνεύσει κανείς αυστηρά τη Συμφωνία των Πρεσπών, η χώρα μας δεν έχει τη δυνατότητα να βάλει βέτο στην έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων για την γειτονική χώρα. Έχει όμως προφανώς τη δυνατότητα, κατά τη διάρκεια της συζήτησης των 35 κεφαλαίων, να προβάλλει αντιρρήσεις και να βάλει βέτο καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας. Από και πέρα, για το ζήτημα αυτό θα επαναλάβω ότι ο κύριος Τσίπρας είναι υπόλογος απέναντι στην ελληνική κοινωνία και απέναντι στον ελληνικό λαό για μια κακή συμφωνία την οποία υπέγραψε με τους γειτονές μας, η οποία για πρώτη φορά αναγνώρισε μακεδονική εθνότητα, μακεδονική ταυτότητα, μακεδονική γλώσσα, δεν προστάτευσε ούτε καν τα μακεδονικά προϊόντα της Βορείου Ελλάδος. Έχω παρουσιάσει αναλυτικά τα βήματα τα οποία θα ακολουθήσουμε για να μετριάσουμε τις αρνητικές επιπτώσεις αυτής της συμφωνίας. Με πρώτο και σημαντικότερο βήμα, την ενίσχυση του μπραντ της Μακεδονίας μας, αυτού που αποκαλώ εγώ της πραγματικής Μακεδονίας, σε συνεννόηση με τους περιφερειάρχες Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας. Θα προστατεύσουμε το μπραντ Μακεδονία. Κυρία Κρουστάλη, μας ανήκει εξάλλου. Και θα προστατεύσουμε επίσης και όλες τις ελληνικές επιχειρήσεις, οι οποίες σήμερα βρίσκονται απολύτως ξεκρέμαστες από μια κακή συμφωνία, η οποία δεν προστάτευσε τα συμφέροντά τους. Се уште нема јасен одговор зошто се урна вијадуктот над Дженова во Италија, трагедија која однесе 43 човечки животи. Овој случај широм светот, па и во земјава, отвори дебата за безбедноста на мостовите. Експертите предупредуваат, некои градби се на истекот на животниот век. Славица Филиповска. 14 август 2018 година, дождлив и неработен ден во Италија. Судбината сакала неколку автомобили да се најдат на мостот Полчевера, над истоимената река во Дженова. Епилогот е 43 загинати. Трагедијата во Дженова покрена дебата за квалитетот и безбедноста на мостовите насекаде. I said it's impossible that it collapsed by himself. I suppose there was a terrorist attack. I must confess. Мостот е познат под името Моранди, по инженерот Рикардо Моранди кој го создал решението во 1963-та. Има повеќе хипотези зошто се случил колапсот, но нема официјален извештај што би ставил крај на дискусиите. Без оглед на тоа, италијанските власти во февруари почнаа со уривање на мостот, за да се изгради комплетно нов. Bridge is praying to the God, please save
may save me from some decision of uncultured politicians. Италијанскиот професор и архитект Енцо Сивиеро, кој деновиве во Скопје дебатираше со македонските колеги на тема мостови, не се согласува со прифатеното идејно решение на архитектот Ренцо Пијано, кој меѓу другото предлага и 43 лампи над новиот мост во сеќавање на загинатите. Според него најдобро е да се догради постоечкиот, бидејќи никој не го оспорил неговиот квалитет целосно. Дополнително, уривањето значи користен експлозив и евакуација на 1000 мештани од околината. Сивиеро пред македонските колеги и студенти покажа примери на добри и лоши мостови низ светот. Набиената агенда не му дозволи одблиску да се запознае со конструкциите на нашите мостови, но порача дека архитектите не смеат да избегнуваат соработка со градежните инженери. Го прашавме за коментар за два пешачки моста во централното скопско подрачје, кои иако се еден до друг, се во целосен контраст. Символот на градот, камениот мост кој го поврзува централниот плоштад со старата чаршија и мостот Око, изграден по матрицата на Скопје 2014. I am very happy. Old bridges for me are our history. It's part of our life. We cannot imagine a place with an old bridge without the old bridge. It means a tragedy like it is. This new bridge is something interesting. You may agree or not, but it depends on feeling. In my personal opinion, is acceptable. If I could design this, I could design a little bit different, but in any case, I think now it's like this. Векот на траење на патните мостови е 100 години, а на железничките и до 120. Сепак, за да издржат столетие, потребна е редовна контрола и санација и на најситните оштетувања. Во развиените земји состојбата на мостовите се следи со инструменти за 24-часовен мониторинг. Каква е ситуацијата кај нас? Професорот Горан Марковски од катедрата за бетонски конструкции и мостови на Градежниот факултет во Скопје вели дека нашите мостови не се во критична состојба, иако добар дел од нив се стари. Она што остава сомнеш кај него е дали и какви контроли се прават на постоечката инфраструктура. Староста на конструкциите веќе достигнува ниво кое треба да не загрижи, односно да не ја разбуди зголеми будноста, бидејќи векот на нивното траење е при крај или близко до крај и оттаму мора да се води грижа секогаш за нивна постојана перманентна контрола. Меѓу објектите во Македонија постојат и такви кои се доста стари и кои навистина заслужуваат да веднаш врз нив бидат преземени мерки за или санација или во крајна линија уривање и градба на нови објекти. Марковски не сака да посочи конкретни примери, вели дека нема прецизен увид, но за оние со значителни оштетувања верува дека надлежните ги преземаат сите потребни мерки. Има, не можам да речем дека немаме контрола врз состојбата, можеби треба да се реагира малку по-брзо за да се спречат евентуално несакани последици. Во Македонија има околу 1000 мостови и надвозници. За нивен надзор одговорно е јавното предпријатие за државни патишта, од каде уверуваат дека надзорни инженери редовно ја следат состојбата. Не треба нас да не се случи мостот во Дженова, кога падна, па сите да прашуваат за состојбата на нашите мостови. Тоа кај нас континуирано се следи и за оваа година имаме, минатата година почнавме најдолгиот мост на Пчиња, за оваа година имаме изградба на 4 нови мостови и рехабилитација на 12, реконструкција на 12 мостови во Македонија, кои што веќе дел се започнати, меѓу кои и мостот, така кажан, Искрин мост од Куманова према Свети Николе, кој што целосно ќе се реконструира и ќе чини некаде околу 2 милиона евра. Дел од мостовите низ нашата држава датираат од 60-тите години. Во неколку наврати во изминатиот период со пари од НАТО беа реконструирани повеќе мостови, дополнително оштетени при транспортот на воени оклопни возила за мисијата на Косово. Минатата година попушти бетонскиот мост на железничката пруга кај Грацко, поради што цел месец во прекин беше железничкиот сообраќај долж коридорот кој од Грција преку Македонија и Србија води кон Централна и Западна Европа. По аларм од експертската јавност дека мостот Гоце Делчев во Скопје е деформиран, во 2001 и 2002 беа обновени конструктивните елементи, а во 2016 и надворешната бетонска површина.
Според изјавите од 2002-та, при отворањето на обновениот мост тој добил гаранции дека ќе биде безбеден во следните 2 децении, што значи уште 2-3 години. Имаме уште содржини, останете со нас, по паузата е саботажата. Во македонски услови ретки се потезите со кои се покажува висок степен на политички интегритет и капацитет да се прифати одговорноста, така како што налагаат демократските принципи. Прифаќањето на вината за сопствените грешки е одраз на поведение кое треба да остане функционален модел. Не може пратеник кој што се борел за правда и за еднаквост на правото без разлика на причините да ги крши законите. Не може. Затоа ќе поставам пример кој што се надевам дека сите ќе го следат, каде што етиката и моралот ќе бидат над желбата за функцијата. И како што неколку пријатели и поранешни соборци на Facebook напишаа, ќе си ја гушнам одговорноста и ќе си ги понесам последиците. Заробени во силниот стисок на прегратката од стариот лидер, оние што само вербално тврдат дека се реформирани и модернизирани, фактички продолжуваат со раширени раце да го дочекуваат дури при самото споменување на неговото име. Па наместо признание за политичкиот и моралниот хорор предизвикан од неговото владење, тој добива третман на загрозен вид. Никола Груевски, колку што знаеме, има документи врз основа на докажан политички прогон од земја членка на Европската Унија. Согласно тоа, ќе биде и нашиот став во наследницата за земење на неговиот мандат. Полемиката за димензиите на ископаниот ров кој го остави непознатиот дисидент е безпредметна, особено кога не се сваќа карактерот на проблемот, што го предизвика таквиот модел на следбеништво. Речникот, низ кој се профилира таа специфична вредност, освен што е манипулативен и анахрон, честопати се движи на граница на омраза, подигната врз квази патриотска ограда. Во рамки на парадоксите на многумина нарекуваат Северотопија, спикерот Ала Џафери ќе води делегацијата во Рим. Повторно провокација за и онака многумината гневни македонци или од друга страна, зошто пак еве, ај тој Одино, Заев и Пендаровски не одат, што прават? Метат? Не велам, нема ништо проблем за мене. Мене проблем е воопшто што Џафери е председател на собрание, тоа ми е проблем. Ова нерационална тврдокорност упатува на отсуство на слух за реалноста која очигледно ја имало доволно веродовите на опозиционото раководство, но изгледа не сакале јавно да му ја соопштат на својот председателски кандидат, кој по сето она што го говорат сега, со однапред направена математика бил искористен за некој од партијата, да го не го носи товарот на политичкиот пораз. Јас сум подолго време во политиката и мене ми е јасно дека од 91 година или 94 ако сакате, од кога имаме непосредни директни председателски избори, до сега ниеден кандидат за председател на државата од страна на опозицијата не станал председател. И на крајот, овие премолчени искуствени податоци наликуваат на транспарентноста со која јавноста лицитира со најавените кадровски трансфери. Токму од него од опитот, на сите им е јасно кои се алките кои не функционираат, иако е неодмелив печатокот, дека многу теми на функционери и натаму се обидуваат да најдат оправдување за отсуството на реална продукција. Пробајте да клечите 11 минути. 11 минути да клечите. И пробајте да станете и ќе видите што се случува со вашите нозе. Оваа држава беше клекната 11 години. Ако по цели 2 години од кревањето, нозете тешко проодуваат, тогаш проблемот не е во нив, туку во чевлите. Или се тесни, или прекомотни. Толку од нас за вечерва. Се гледаме повторно в петок од 22. Пријатно.